Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте што мисли народ на телевизија Стар и во оваа емисија втор пат од назначувањето на функцијата градоначалникот на Кочани доктор Владко Грозданов. Кочани, општина која што е заради големата трагедија во најспецифична ситуација, би рекол, во државата, бидејќи во сенка на се она што се случи е една голема трагедија, треба да се продолжи да се живее, треба да се продолжи да се реализираат проекти и на некој начин нема враќање во нормала каква што би сакале, секој ќе остане тој белег, но за да се научиме да живееме, да извлекуваме поуки од сето тоа. И вечера ќе разговараме со градоначалникот на тоа до каде сме, во која фаза е Кочани, што се случува и што се очекува се случува. Добро вечер, градоначалниче, добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Мислам дека навистина е ова, колку ние да сакаме да избегнеме од тие белези и сенки на таа голема трагедија, факт е дека и вашата функција започна по трагедијата. Факт е дека во Кочани можеби никогаш нема да се избегне тој белег. Колку во овој период се врати Кочани не на нормалното живење, но на функционирањето, на реализирање на проекти, на работа за доброто на граѓаните. Во моментот се враќаме, но се чувствува сето тоа што се случи, без разлика што е година и повеќе, година и 4-5 месеци веќе од трагедијата, но сепак онаа нервоза, онаа нетрпеливост и оној момент кога сите очекуваат да почне да со максимална и брза и експресна реализација на сето што ни се случи, во исчекување кај самите граѓани и ние како општина го даваме својот максимум за да почнеме со сите реализации што ги имаме ветено, едноставно како во цел повеќе да го оттргнеме самото мислење и самата таа нервоза и негативна енергија која ни е се уште присутна. Веројатно ќе треба да се научиме сите да живееме со таа енергија, да насочиме во некоја друга насока. Тоа е тешка задача, мора да се признае. Меѓутоа, сметате ли дека влијае ли сето тоа на самото работење на проектите? Посебно од аспект на тоа, нели дека беше најавено ќе влезат во Кочани поголеми проекти и слично, задоволни сте од тој момент од влегувањето на тие поголеми проекти и ветувањата дека ќе има Кочани некое повисоко место во плановите? Што се однесува од поддршката на македонските институции, на владата на Република Македонија, за овој момент сме на стабилно ниво. Се работат тие три капитални проекти кои ги започнавме со Министерството за транспорт и врски, покриено од страна исто така на владата на Република Македонија. Се работи уште два други капитални проекти од она што ни беше ветено пред изборно, нели, во корелација заедно на владата со Европската унија, се уште е во фаза на разработка на тој план, но еве се планира Кочани 2027-2030. Многу често поставување прашање како од граѓаните, така и од советниците, но ние сме овде спремни во случај да ни се понудат било какви проекти, било какви финансиски поддршки или се што е за Кочани. Стоиме отворени максимално и тука сме за да ги обезбедиме реализацијата на ветеното. Мене ми се чини дека Европа не заборавила. Рековте 2027-2030, да се плашите ли, еве лично како човек кој што знаат сите дека и вие сте лично погоден од целата трагедија. Во Кочани нема непогоден човек од трагедијата. Се плашите ли дека можеби со текот на времето ќе спласне тој елан на странците, посебно на странците? Во Македонија имаме самиот пример дека минатата година средства беа издвоени за спомен обележјето, па беа пренасочени, односно пренаменети, па сега пак се одвоени. Има механизми да се оди до крај да се бара во Македонија. Но, мислите ли дека ќе остане Европа, бидејќи реално, кога беше трагедијата, Европа многу помогна. И европските држави, и неевропски држави помогнаа многу. Сметате ли дека ќе останат доследни на таа помош и поддршка која што ја имаме? Пред се огромна благодарност за моментот кога помогнаа и ние и како град и како општина и како сите засегнати во таа катастрофа. Им си имаме јавно заблагодарено и го имаме признаено сето тоа.
Постои една доза во случај, нели, доколку сето тоа ветено не биде реализирано, но јас сум отворен човек, нема да го кријам тоа или да го политизирам, туку ќе го кажам како и досега каква е самата реална ситуација во тој дел. Рековте дека три капитални проекти се спроведуваат. Можеме ли да ги потсетиме кои се и што се, во која фаза се? Така. Односно планирани се три капитални проекти, да. Трите капитални проекти кои ги најавивме во март месец, во моментот се работи на нив, но јас од претходниот начин на живот сум потака за побрзо решение, дали и самата струка која претходно ја работев, се започнува некоја работа и се завршува. Овде сега во сосема нова струка, нова, каде што гледам... Зависи од повеќе фактори, не е баш од еден човек или двајца, не од еден човек, да. Премногу различно, премногу администрација, премногу бирократски процедури и фактички вие не можете да започнете со некој проект додека целосната документација не му е комплетна, додека теренот не е исчистен, додека не е спроведено секако што треба. Сега гледам колку бавно одат работите. Едноставно и покрај тоа што станува збор за Кочани, претерано бавно одат работите. Во тек на изведба се соочуваме со многу непредвидени ситуации, кои во самото проектирање, бидејќи овие се наследени проекти што ги имам, во самото проектирање не се предвидени. Еве така како за пример, на Јужниот булевар, кој е една од овие три капитални инвестиции, во моментот имаме продолжување на рокот од 60 дена поради преместување на електричната мрежа од страна на Ева на Македонија. Станува збор за неколку бандери кои пренесуваат електричната енергија до електродистрибуција. Исто така, од страна на МЕПСО потребно е преместување на неколку далноводи. Тоа е предвидено во проектот, но еве ни го пролонгира рокот за изведба. Друго кое ни го пролонгира рокот за изведба е наводнителен канал кој ги наводнува нивите во близина на истиот тој Јужен булевар, каде самото население ни прави еден вид пречки или забелешки дека насадените култури, доколку го соприме каналот, ќе останат исушени. Сака да заврши сезоната, сака да заврши, што значи дека се пролонгира целиот период, еве за 2-3 месеци, кое реално кај народот остава впечаток дека не се работи и дека не функционира општинската администрација. И крајно неблагодарно било каков рок да кажете и да ветите така, или речете, така. Реално, затоа што непредвидливо е. Така, од наша страна се што е во администрацијата на општина Кочани е целосно реализирано, но еве овие непредвидени работи. Истото и со старечкиот дом. Наидовме на една ситуација која имам искоментирано и пред нашите локални медиуми, каде истиот старички дом, тој е стар проект, можеби повеќе од 10 години, еднаш е правена ревизија, но сега се изнудува нова дополнителна ревизија. Едно поради разликата на цените во самиот предмер, едно поради поставеноста, каде можеби тој на времето е проектиран, што би рекле, од канцеларија и на лице место се немат увидено неколку забелешки. Да речиме, тој е помеѓу две сливни подрачја, каде треба да се направи еден одводен канал, оддолу поминува на главна доводна мрежа до територијалната противпожарна единица, исто и тоа треба да се реши. Еден вид непредвидени проблеми во самиот дел на изведба, каде се изнудува измена во градба, се изнудува можеби некогаш и репроектирање, така да административни проблеми премногу. Тоа е нешто што очигледно ќе биде белег и не е само во Кочани. Знам дека и многу компании имаат зафатено проекти во повеќе општини, па некаде паузираат, одат на други места и тоа е реалност која што мораме да признаеме. И овде ќе има и политика и расправање, опозицијата ќе напаѓа, меѓутоа проектите ќе одат.
Се сеќавам дека во моментот кога стапивте на функција, дали во тие моменти дали веќе беше започнато, меѓутоа големата новина во Кочани, новиот режим на сообраќајот. Имаше на почеток недоумици како ќе биде. Се навикнале кочанчани, функционирали сега подобро? Имали уште проблеми, имали места кај што треба да се размислува, да се менува нешто или слично? Затоа што тоа е една прилично голема новина, берем за сообраќајот во Кочани. Во моментот функционира така, со посмирен интензитет, точно дека на почетокот постоеше огромен револт. Имаше реакции, имаше, сеќавам. Ние сме отворени за соработка со граѓаните и секогаш ги слушаме нивните идеи и мислења. Ги детектираме проблемите и ги решаваме. Во централното градско подрачје, пред стоковната, после направените консултации и детектирање на проблемите, заедно со полициската станица на МВР во Кочани, заедно со територијална противпожарна единица, брза помош, сообраќајни инженери, транспортни компании, увидовме еден проблем каде една улица од едносмерна ја направивме двосмерна и во голем дел го растеретивме движењето во градот. Се зголемија бројот на паркинг местата кои ги добивме со промената на режимот и во моментот движењето е многу побрзо и поедноставно. Главниот проблем е што Кочани пренатрупано со возила, како и сите други градови. И паркингот е проблем голем. Така е. Во моментот за брзо време очекуваме изведба на една платформа во школскиот училишниот двор на училиштето Никола Карев до училиштето Кирил Методи до гимназијата Сашо Лазаров Чапо. Очекуваме брза реализација на таа платформа каде би добиле дупло паркинг места за разлика од сега. Но тоа, како да ви кажам, не би го решило проблемот, бидејќи проектираните згради во централното градско подрачје имат проектирано по едно паркинг место за секој за една станбена единица, така, за еден стан или така. Да. Подрумските простории кои се предвидени за гаражи се пренаменети во сосема друго, дали во магазински простори и луѓето кои живеат во тој дел си ги паркираат возилата на улица. Не говориме дека семејствата веќе имаат најмалку голем дел по 2 автомобили. Дополнително секое семејство има по 2 автомобили и делот кај што е централното градско подрачје, улицата Кејна Револуција, Роза Петрова, во самите куќи каде што живеат луѓе, гаражните простори се направени во деловни простори, каде имаме бутици, дуќани и возилата се паркираат надвор. Возилата се паркираат и во трговскиот центар на станарите, и од блок А и од блок Б, и така да се создава еден пренатрупан паркинг простор, но ние разработуваме идејни решенија во моментот за нови паркинг места и еве една приметба која имам и претходно кажано на проектантите кои го имат донесено тој детален урбанистички план за централното градско подрачје, каде немат во централно градско подрачје оставено маркица, барем за некоја катна гаража од неколку спрата, каде истите тие жители кои имат станови и апартмани во централното градско подрачје би ги паркирале возилата во. Имате ли иницијатива за измена на урбанистичкиот план за да се предвидат такви? Бидејќи џабе е колку и да сакате да градите, ако не се смени урбанистичкиот план, ако нема предвидено, нема да може да направите платформа или било што. Така е, за централното градско подрачје веќе тој е нов урбанистички план, секоја негова измена 3-4 години би одземала пак и пак стоење во место. На нас ни требат брзи решенија и брза реализација. Бидејќи секое одуговлекување, секое пролонгирање на периодот, дополнителната нервоза која постои кај луѓето, дава впечаток дека ништо не се работи во градот. И секојаш ќе има и секој ќе се соочи со такво нешто, но тоа не значи дека нема да се работи. Ќе останам со двете следни прашања поврзани со ситуацијата со трагедијата во Пулс. Најпрво околу тоа спомено бележи од деновиве Сдруженијето на родителите реагира на тоа зашто не е направено, дека помина една година откако беше одобрено ова се средства од државата, очигледно, и дека еднаш веќе биле пренаменети тие средства, ама пак биле предвидени во овој буџет. До таму дека што има ингеренции локалната самоуправа, до каде е и што може да очекува тој аспект?
за тоа спомено обележје. Да, она што беше како барање до локалната самоуправа од Сдруженијето 16 март. За локација, за локација, за издавање на целосната документација која е потребна за да се отпочни со изведбата на спомен обележјето е реализирано експресно. Значи, веднаш по донесувањето на одлуката на Солонот, како помина и јавната анкета, по донесувањето на одлуката дека соодветниот простор кој го планиравме добива зелено светло од Советот, јас веднаш ја потпишав седницата на Советот и веднаш и се дозволи на Сдруженијето 16 март. Понатаму, целокупната процедура за изведбата и проектната документација останува на самото Сдружение. Очекувам средба со нив до крајот на оваа недела или почетокот на наредната. Би ги прашал докаде се сите активности и што се однесува до добивање на дозвола или реализирање на идејно решение, реализирање на проект од страна на нив. Општина Кочани ќе го спроведе тоа. Значи, она што општината Кочани има ингеренции е досега одговорено на се и што ќе биде потребно да одговорите. Во најбрз можен рок беше се како што и беше ветено. Така. И втора работа која што мислам дека после 2 години пак доаѓа период на одбележување. Петровден е секогаш период во кој што Кочани одбележува и има многу активности, има многу настани. Претходно имаше нели реакции дека не е време за условно речено славење, да го кажеме одбележување. Планирате ли активности во текот на тоа што е традиција во Кочани во секој случај? Доколку моето мислење имам можност да го кажам, според мене и сега не е време, но јавното мислење... Ретко кога ќе се каже дека ќе е време, реални да бидеме. Ако меѓутоа тоа не значи дека не треба да се размислува и треба да се прекинат традициите. Но јавното мислење е дека веќе е време. Јас го почитувам јавното мислење. Исто така остварив средба со Сдруженијето 16 март, каде побарав и од нив и тие се за дека после 1 година од настанот веќе е време да се вратиме полека на културно-уметничкиот живот. Да, веќе ја имаме програмата за Петровден, патронот на нашиот град. 3-4 дена е програмата, полна е со активности, почнувајќи од спортски активности, почнувајќи од доделување на награди на успешни студенти, заслужни граѓани, црковна литургија. Имаме замислено, планирано еден концерт кој исто така би бил скромен во духот каде што го слушнавме и мислењето на нашите најмлади сограѓани. Ке имаме една музичка група која тие ја почитуваат, но ништо спектакуларно, се во скромен стил и онака достојно и достоинствено како што треба. Добро, независно, мене ми се чини како да Кочани и досега, и во период досега и во тие прославувања ретко бил со викање на некои супер познати звезди и трошење на пари, да речеме, како што е на Пастремалијадата, на Пиво Фест, кај што најавите се такви. Веројатно нема да биде некоја голема промена. Меѓутоа, очекувате ли од културните настани некои кои што ќе бидат нешто посебно, кај ќе бидат лоцирани? Знам дека концерти имаше и во самиот центар на градот порано, или тоа беше за деновите на Оризот, не сум сигурен. Која е најавата околу тие културни настани? Во смисол каде би се одржувале? Така. Би се одржувале во паркот на Револуцијата, да, во Домот на културата, во храмот Свети Ѓорги. Имаме спортски надпревари во училишниот терен. Да, тоа е турнир во мал фудбал. Тој се одржуваше порано во училиштето, да, па беше лани на како беше локацијата? Бавчалук. На Бавчалук, да. Се враќа сега во училиштето? Сега ќе видиме, го разгледуваме теренот и таму и таму. Ќе видиме како можеби на Бавчалук би било поидеално, бидејќи попладневните часови веќе фаќа сенка, каде би... има и традиција местото, можеби треба да се размислува за едни реално за такви настани. Дополнително се ќе разгледаме локацијата, а во моментот тече огласот за пријавување на екипите за спортскиот
Да, тоа се забележува сите кои што учествувале и се забележува дека отворен е тој повик. Како и да е, ќе помине одбележувањето, да ве вратам на моментот исто така еден товар кој што се соочивте на самиот почеток на мандатот. Од претходниот ВД градоначелник беше започната постапка која што беше на едно ниво на сериозни расправи, сериозни речиси конфликти со луѓето кои што во центарот на градот има објекти, отстранување на тераси, на дивоградби и така натаму. Знам дека има решение на овој проблем. Задоволни сте од начинот на кој што се реши сето тоа и кој е статусот во моментот? Апсолутно сум задоволен како се реши проблемот. Сета она конструкција која не беше поставена таму во договор со самите угостители, пицериите во трговскиот центар Блок А, го решивме на еден разумен и диалог, една прекрасна соработка. Во моментот има нов имидж, прекрасно функционира, просторот е отворен за посетителите, што значи не ги затворивме пицериите, останаа да функционират, остана тој дел да живее, да функционира, да има кога ќе дојде некој посетител во Кочани. Тоа беше на некој начин белег на Кочани и тоа беше местото кај што најмногу се собираа луѓе на кафе, на излегување. Веројатно практично само она што би било опасно и штетно од страната, предпоставувам. Опасноста, штетноста од страна, спазени се сите безбедносни протоколи. Во моментот изгледа прекрасно, со еден нов имидж, со едно ново руво, едно освежување, каде сите локали, пицериите и долу кафичите се унифицирани и прекрасно изгледа и може да приметите дека во вечерните часови пак се врати живоста таму и е преполно со посетители. Да, затоа велам, реално секогаш кога говориме ќе го имаме уште, можеби уште со години ќе го имаме тој момент на и кога ќе говориме ќе ни се чувствува целата последица од целата таа трагедија. Пред да ве прашам и за депонијата за која што денови ве гледам, имаше и прилози на медиумите дека е сериозен проблем. Палењето беше порано, сега веќе доаѓаме во ситуација дека Кочани на депонијата се депонира ѓубре и отпати од други општини, сето тоа е финансиски товар за општината, но пред да преминам на тоа, на една актуелна ситуација, оптимизацијата на училиштата. Гледам дека во сите општини се говори за сето тоа. Каква е состојбата во Кочани? Јас знам дека во целава држава ние имаме проблем со се помалку ученици, но каква е состојбата со училиштата во Кочани од аспект на оптимизација, од аспект на потреба од некаква реорганизација во моментот? Сигурно имате своји сознанија. Да, ги имаме сознанијата. Иста е ситуацијата како во сите други општини. Дефинитивно одливот на нашето население по западните земји и иселувањето си го направи своето. Тоа е реалност со која мораме да се соочиме, да се прилагодиме. Две од училиштата во центарот на градот се соочуваат со недостиг на дечиња. Двете централни други училишта се во моментот на солидно ниво, но заедно со Комисијата за образование, заедно со директорите, работиме на тоа да не го доведеме ниту едно вработување на наставник во прашање, ги оптимизираме, направивме реонизација во централното градско подрачје, каде што дечињата би се запишали во тие училишта каде што веќе имаме помал број на ученици. Се надевам оваа година дека ќе биде стабилна, за од до година ќе видиме. Денес имаше пресконференција министерката за образование и говореше токму и на таа тема. Претходно беше и во Штип, бидејќи во Штип има сериозен реакции за одредено решавање на проблемот со училиштето Гоце Делчев и беше повторно кажано дека да, без работа нема да останат наставниците во сите планови и да има оптимизација. Во секој случај, ние долги години веројатно се обидуваме, сите сакаме да се вратат младите, ама реалноста е малку поинаква и треба да се прилагодиме на она што е. Задоволни сте од она како функционираат училиштата воопшто? Гледам, имаше вчера назначување на нова директорка на едно од училиштата. Како е со кадарот кој што е во училиштата? Кадар, училиштата се покриени со кадар, но еве проблемот е да не дај Боже тој кадар остане и без работа, поради недостатокот на дечиња. Ќе се во заедничка комуникација, во заедничка соработка ќе изнајдеме решение кое би било оптимално за сите.
како и за дечињата, така за образовниот процес, така и за самите наставници. Во секој случај, уште како образованието не е битно, јас реков денеска и добро е што според мене е добро што почнува да се говори реално за работите, да не се лажеме дека имаме многу деца па не е проблем. Проблем е и треба да се размислува за оптимизација, затоа што ако долги години ние не ја гледаме реалноста, ќе ни се удри од глава во секој случај. Голем проблем ни се училиштата по селските средини. Таму се уште помалку. Уште помалку се доведуваме до ситуација да размислуваме полека и на затварање на подрачните училишта, но уште сме во преговори, се трудиме максимално колку може да ги задржиме, да не мора и нашите најмлади да патуваат за да го остварат своето описменување или своето основно училиште по другите места. Сето тоа сигурно во соработка со Министерството за образование и со владата, бидејќи тоа е еден проблем кој што во секој случај треба да се решава. Не сум сигурен, слушнав дека можеби и финансиски на општините ќе се одрази сето тоа, дека дел од товарот ќе отиде на општините, а во ваква ситуација тоа не знам колку ќе биде добро, но сепак реков тоа е работа на владата и на Министерството за образование и процес кој што ќе потреба малку повеќе. Да ве вратам на депонијата, бидејќи знаеме со години реагираа Кочанчани, се пали депонијата, се пали, се поставува служби за чување, што се не се работеше, ама сега имате специфична ситуација. Паметам кога имаше и протести да не се носи ѓубрето од другите општини, таму сега се носи, но според она што го прочитав, сериозен проблем е за општината одржувањето од аспекти на финансиите за јавното претпријатие, за сето тоа да земате од сите општини. Како се до тоа функционира и се надевате ли на решавање регионална депонија реално, меѓутоа во меѓувреме како ќе го менаџирате овој условно речено проблем? Па секако за овој момент депонијата ни е можеби една од најсредените во цела Македонија, бидејќи пред една недела во посета ни беше заменик министерката во Министерството за животна средина и просторно планирање, госпоѓата Ане Лашкова, каде даде еден прекрасен коментар. Работиме максимално да го зачуваме тој дел, и депонијата во моментот ни е можеби една од најсредените во цела Македонија. За разлика од периодот кога постојано имаше реакции за палење и слично. Голем проблем е неселектирањето на отпадот, бидејќи во депонијата се исфрла различен отпад и секаков отпад, почнувајќи од текстил, пластични продукти, шишиња, буквално се. Секаков неселектиран отпад, каде ова е поголема стратегија, каде ние треба самите да си го подигнеме, да ја подигнеме свеста за селекција на отпадот. Дополнителен проблем е што во нашата депонија остана да се одлагаат отпад 4 општини: Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново, Облешево. Во нивните региони се селектирање нема ниту таму. Исто и таму нема селектирање, се затворија локалните депонии, но главен спас ни е затварањето и на нашата депонија кога ќе се отвори регионалната депонија. До овој момент работиме премногу, бидејќи во нашата депонија се одлага и секаков друг смет, почнувајќи од градежен шут, од земја, буквално се. Но приоритет ни е депонијата, бидејќи знаевме преку што поминавме тие неколку месеци кога беше запалена, што би рекле да не и се од уруци, да бидејќи нека остане вака, но нашите финансиски импликации се веќе при крај. Разговаравме и со Министерството, ќе бараме излез, бидејќи за оваа година ги веќе имаме потрошено средствата кои се предвидени. На депонијата се работи деноноќно се одлага смет. 4 општини не е исто да одлагат смет на една депонија која е планирана пред 50 години за отприлика 20.000 жители. А сега на истата може би одлагаат 60 или 70.000 жители. 4 општини се. Освен населението, градежните компании, буквално се одлага на Кочанската депонија. Во секој случај, сериозен проблем, реков, тоа е веројатно конечното решение, таа регионална депонија, дај Боже да се направи да дочекаме, бидејќи тоа е најдоброто решение.
ќе ве вратам и на она што го реков во одреден момент, преку болницата се отсликува најмногу поддршката која што се дава на Кочани. Имаше многу од време на време, има донации од странство за одредени апаратури за болницата да функционира подобро. Меѓутоа неодамна имавте вие лично еден повик до општествено одговорни компании доколку можат да помагаат до опремување на болницата, опремување, односно, бидејќи колку и да се има застарува и технологијата и апаратурата. Има ли интерес после тој ваш повик? И која беше целта? Зошто го? Интерес како од кочанските општествено одговорни компании, така и од сите во Република Македонија за Кочанската болница е пројавен огромен интерес. Ние како општина и јас како градоначелник немаме ингеренции во тој дел. Тоа е под Министерството за здравство и менеджерскиот тим во Кочанската болница. Што се однесува до самата динамика, ќе се воздржам, не би ја коментирал, но бројките на реализација на извршени интервенции, на сите други го зборуваат сето тоа, кога би споредиле во однос со Штипската болница, но би се воздржал од Тоа е на некој начин ваша област. Така. Како стручен, практично доктор од областа, од здравството, како гледате на решавањето на целата таа ситуација, бидејќи нели додека ја чекаме Штипската болница, Кочанската се покажа баш во трагедијата колку е важно да биде во добра кондиција независно од Штипската болница. Како гледате ли дека градењето на Штипската болница и подобрување на условите во Кочанската ќе го решат на некој начин тој притисок кој што го има врз здравството во истокот? Посебно од аспект на тоа нели дека постојано инсистираме да не се праќаат сите за Скопје и слично, веќе знаеме. Најчесто е таа ситуација. Гледате ли во стратегијата која што се спроведува подобрување на условите за здравствени услови за граѓаните на истокот? Ова е некако градоначелник, ве прашувам како лекар, доктор. Кочанската болница, нејзината функција е од огромно значење за источниот дел, бидејќи првата карика од границата со Бугарија за сите населени места, Каменица, Делчево, Берово, Печево, Виница, првата поголема болница и првиот момент. Некогаш минутите на транспорт од Кочанската болница до Штипската можеби се 20 минути транспорт, но кога сте со пациенти, не дај Боже, во критична... 5 минути значат. Да, тие 20 минути се вечност. Се вечност. Јас го имам тоа изживеано на моја кожа и не може се што ќе дојде во Кочанската болница поради определен изговор да се препраќа во Штипската болница. Поради изговор дека немаме апаратура, поради изговор дека немаме кадар. Значи мора да имаме и квалитетно опремена и квалитетна секако Кочанска болница и Штипска. И доколку во овој период посттравматски во Кочани не ја средиме болницата до последниот атом, ние сме испуштиле многу. Се понудија огромен број на донаторски компании, се понудија огромен број на фирми, се понуди многу поддршка. Се надевам дека Министерството за здравство во соработка со сите чинители би го средило тоа, но времето одминува, полека ќе се намали и тензијата од трагедијата што ни се случи, доколку сега не го искористиме тој момент. На моментот на поддршка треба да се искористи, затоа што инаку малку потешко да работите. И самите сте се соочиле. Тоа е проблемот и веројатно треба да размислуваат многу луѓе за тоа кои што се соочуваат, кои ќе видат колку се обременуваат административно постапките во локалните самоуправи, во министерствата. Таму треба да се размислува за да додат поефикасно работите, бидејќи вие ќе дојдете, вие сте во моментот градоначелник, ќе дојде друг и ќе излезе со изборна програма и ќе каже тоа ќе направи, кој ќе дојде 2 месеци нема да може да започне, а сака за 5 да го направи. Така да мора да се размислува за некои промени кај нас. Веќе немаме изговор како Кочанска болница. Еве ако зборуваме од име за болницата, по кој основ ќе ги препраќаме пациентите? Јас не велам глави да отвараме во Кочанската болница. Но за многу работи. Туку за многу работи, поради кој пред се заради пациентите. Не може сите во Штип и сите во Скопје. Значи, ова не е препратен центар, туку е сепак институција. Веќе сме екипирани. Екипирано е хируршко оделение, екипирано е гинеколошко оделение, интерно оделение со 3 нови специјалисти,
невропсихијатрија исто. Веќе немаме изговор. Едноставно мораме да одиме да бараме опрема, мораме да бараме реновација, точно дека имаме прекрасен објект кој е пред 50 на години направен, но е урбанистички толку добро смислен, што е можеби една од најпрекрасните болници во државата. Многу предности и моментот кој што треба да се искористи за да се даде во кондиција која што е потребна на Кочани и на регионот. Луѓето кога планирале како да го изведат тој стварно едно прекрасно испланирано, прекрасен објект, му треба реновирање, му треба дополнителна опрема и докторите да се фатат за работа. Вчера имав можност и со ова ќе ми биде за крај на емисијата, бидејќи нели кога разговараме за градовите, кога разговараме за тоа што се случува, што се работи. Разговараме секогаш за проектите кои што се прават краткорочно па и подолгорочно. Проекти уредување на градовите, условите за живот на луѓето во градовите. Но секој град, според мене, треба да размисли во насока за некоја стратегија на што би посветил внимание долгорочно во наредните 20-50 години. И веројатно сите градови треба така да размислуваат. И баш ме интересира вашето мислење за тоа што синоќа кога кажав дека гостин ќе ми биде градоначалникот на Кочани, еден човек од професорската струка вели сите градови треба да размислуваат на што да се насочат долгорочно. И вели Кочани можеби треба да се насочи затоа што го има оризот. Кон оризот има топли геотермални води, кон геотермалните води и на крајот на краишата кон младите кои што тука остануваат и работат во областа на информатичката технологија. Имаме примери колку сето тоа значи во целата оваа ситуација. Сметате ли дека можеби еве и Кочани па и сите градови треба да се ги најдат тие полиња во кои што можат да успеваат и да се насочат стратегија да прават на развој токму во една таква насока? Што се однесува до геотермалниот потенцијал и туризамот кој може да го поседува општина Кочани, во тој дел сме максимално активирани. Во моментот се изготвува, добивме грант од UNDP за изготвување на проект за реконструкција на цевководот кој ја носи топлата вода до градот. Поседуваме една парцела која ни е со огромна површина, каде би се направил еден нов спа комплекс. Во моментот каде и да е, би го објавиле тендерот и за неа, кој сака да инвестира во Кочани, станува збор за огромна или голема инвестиција во тој дел. За отприлика 6 месеци од страна на изведувачот на проектната документација за цевководот, ќе го имаме готов и проектот како би изгледал тој цевковод, како до сега тој застарен и оштетен, не би ја губил водата и не би ја губил температурата со која ќе доаѓа во Кочани, бидејќи сега се губи 25 степена од топлината на водата, значи од 74 на 48 на 50 степени доаѓа во Кочани, каде не е со искористување на максималниот капацитет. Не максималниот капацитет и можностите кои што ги нуди. Во тој дел сме максимално активирани. Разговараме со сите можни инвеститори, разговараме со сите заинтересирани, разговараме со сите амбасади кои се насочени кон искористување на потенцијалите на геотермата. На Пониква работиме на проект каде веќе сме при крај и во тој дел, каде би добиле водоснабдување на целиот комплекс Пониква. Разговаравме исто така за канализационата мрежа, атмосферската канализација бидејќи е заштитено подрачје, за пречистителни станици и каде и да е бргу ќе излегнеме и таму со веќе готов проект, каде би започнале со инвестиција и во тој дел. Со тоа ќе добиеме еден вид урбанизација на самата Пониква. Имаме идеја за реконструкција на повеќе локации во централно градско подрачје, еве на плоштадот ни е изготвен веќе проект. Планираме неколку велосипедски или пешачки патеки како до Брана градче, така и на самата Пониква сега што ја спомнавме. И главниот еден така замислен проект ни е еден затворен базен за кој веќе имаме готов проект,
имаме локација, очекуваме само реализација Кога од страна на споменавте финансите. затворен базен, што се случува со отворениот базен? Своевремено беше, што е закочено таму долги години? Што се случува? Зошто не може да се Концесијата на функционира? јавниот приватен партнер му е доделена на 30 години. Постојат клаузули за кои тој е потребно за да влезе во инвестиција, за да ги исполни условите, но најважното беше да се активира, бидејќи минатата година немавме базен и оваа година, еве како што гледате, најверојатно поради судската постапка, веќе сме во судска постапка и би се воздржал од секаков И штета е навистина. коментар, но од наша страна уште во декември месец јавниот приватен партнер беше повикан, баравме прво устно ветување дека оваа година ќе имаме базен, потоа поминавме на писмени преписки и во моментот сме во судска постапка, каде очекуваме брзо дејствување, за кое еве јас ќе се заложам до судот да не го договлекува процесот, туку што е можно побрзо да ги расчистиме меѓусебните односи и да знаеме кој е во право, кој не е, доколку општината, како што веќе е донесено и на Советот, му се одзема корисничкото право на концесионерот. Општина Кочани има две опции, едната да самиот базен и комплекс биде предаден на јавното комунално предпријатие, бидејќи тоа има дејност за водење на базентот и на спортскиот комплекс таму. Едната варијанта, другата варијанта е да распишеме нов оглас повик за јавно концесионер, за јавно приватен партнер. Споменавте најава за реконструкција на градскиот плоштад. Мислите на плоштадот кој што е пред општината? Точно. Бидејќи тоа е навистина место кое што е долги години стои така, а нуди, имате впечаток, кога ќе дое некој во Кочани ќе добие впечаток дека нема плоштад. Реално, ако се размисли, дека таму има улици од двете страни, па паркирање и како да нема плоштад Кочани. Во моментот ги прибираме мислењата на граѓаните, бидејќи на само 200 метра од општина Кочани и од плоштадот, зградата на општина Кочани, имаме маркица за катна гаража. Но таа катна гаража би одзела 5 години за изведба, за реализација. Ги собираме мислењата дали на самиот плоштад би било едно, каде сега што се веќе паркираат возилата, како да биде исто така со некоја платформа каде би добиле дополнително плюс простор за паркирање или ќе остане самата парцела, а ова да биде еден плоштад. Доколку овој плоштад, местото сега каде што се паркираат возилата, би го направиле со зеленило или би добил еден нов прекрасен лик, овој дел од паркирани возила дополнително ќе мора да се најде простор, да се најде простор од каде што ќе се паркираат и ќе се создаде дополнителен метеж каде секој ќе застанува. Значи повеќе аспекти има решавањето на овој проблем. Повеќе аспекти има, ги сумираме сите резултати, размислуваме што би било најдобро и каде и да е бргу ќе излезе исто таму. Во секој случај потребно е, секош кога ќе поминам автомобилом, да, ова е место кое што дава простор кој што би требало да се реализира на поинаков начин. Последното прашање за спортот, Кочани особено изненади со настапите во пролетниот дел, остана во втората лига, која што ќе биде многу силна оваа година. Имате ли разговори со раководството и која ќе биде улогата на општината во функционирањето на Осого? Да, огромна чест ми и задоволство што постигнаа таков резултат, без разлика што... Изненадување беше пролетниот дел, да се разбереме, реално. Дадоа се од себе луѓето. Многумина не очекуваа, мислеа дека ќе се борат за општина. Да. Работат со минимални капацитети, работат на работна на одржливост, така е. Но премногу даваат се од себе, секој и чест ги поздравувам за тој дел. Општина Кочани го покрива 90% од 95, ако не, можеби од нивното буџетирање и финансирање. Но општина Кочани е општина која нема голем буџет. Нема голем буџет. Претходно има, откако заврши првенството, побараа исто така стручниот штаб еден состанок, направивме состанок и им треба дополнителни средства за сега, за новата сезона, но
општина Кочани исто така нема од каде да ги прибере тие средства, бидејќи знаеме од што се финансира една општина, дека е од даноците и од приходите, од продажба на градежно земјиште, добивање на комунали, но кај нас што и да почнеме нешто да правиме, зошто правиме, ако не правиме, зошто не правиме, секогаш е така. Доколку општина Кочани дојде до зголемување на буџетот, со драга волја би помогнале на клубот Осогово и очекуваме уште подобри резултати. Со вакви резултати што ги постигнаа напролет, заслужуваат да се заинтересираат и компании да ги поддржат реално. Мислам дека она што го постигнаа, заслужуваат и компаниите да се погрижат. Знам дека има и сега, меѓутоа веројатно уште повеќе може заслужуваат со она што го постигнаа. Градоначалниче, ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Опфативме дел од темите кои што се актуелни. Јас посакувам период во кој што ќе се научиме со пиетет, со достоинство, не со горчина да се сеќаваме на станите кои што трагично го одбележаа периодот зад нас и дека и петроденските одбележувања ќе поминат во една таква насока, а сите заедно Кочани, па и регионот, бидејќи тоа е катастрофа на регионот, да се научиме да живееме со тоа и животот да продолжи со подобрување на условите за граѓаните и на Кочани и на регионот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со градоначалникот на општина Кочани, доктор Владко Грозданов. Реков, секогаш кога говорам за Кочани, јас ја чувствувам таа ситуација некако да се кочиме сите, затоа што знаеме што се случи, треба да полека да се пренасочуваме кон условно речено нормалниот живот. Сите заедно треба да придонесеме за такво нешто, за да Кочани си се врати на она место кое што го имаше. Не говорам од аспект на тоа какви услови има за живот и што, меѓутоа од енергијата, онаа негативна која што е има, нормално и очекувано и оправдано да ја пренасочуваме полека во енергија која што, реков, со пиетет, со начин да излечеме поука од сето тоа што ни се случи, така да живееме сите заедно. Во таа насока беше и разговорот со нашиот вечерашен гостин, така ќе биде и во иднина. Останете во добро расположение, се гледаме со ново издание веќе утре, бидејќи имаме едно водено издание во кое што ќе гостуваат Роберт Аџи Петров и Иван Јорданов, градоначалник на општина Штип, и ќе говориме за оптимизацијата на училиштата во Штип и за она што се случува со многуте реакции поврзани со основното училиште Гоце Делчев.